Црквата од Охрид, Македонската православна црква, не смее да го користи името Македонија или Македонска. Ова стои во оригиналното соопштение односно одлуката на Светиот Синод на Вселенската патријаршија. Во него се наведува дури и дека некој писмено ова го ветил. За име на оваа црква го признава Охрид. Се мисли на подрачјето на нејзина јурисдикција само на териториите на Македонија, како што написмано и беше ветено на Вселенската патријаршија и на нејзиниот примат, со исклучување на терминот македонски или било кој друг дериват од зборот Македонија. Кој дал такво писмено ветување не е јасно во ова соопштение од патријаршијата. Овој дел од одлуката, случајно или не беше содржан во официјалното соопштение што Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија го објави во понеделникот. Портпаролот на Светиот Синод владиката Тимотеј за Алфа вели дека тие не дале никакви писмени ветувања. Ние не се откажуваме ниту од името Македонска православна црква, ниту од Охридска архиепископија. Ниту сме пишувале, ниту сме ветувале до Светиот Синод на Вселенската патријаршија дека се откажуваме од името. Освен ова, во одлуката на Вселенската патријаршија се вели дека Константинопол и остава на Српската православна црква да ги регулира административните прашања со црквата во Македонија, а тоа значи дека нашата црква се уште не е автокефална. Од друга страна, Бугарската и Српската православна црква се уште без коментар за одлуката на Вселенската патријаршија за враќање на Охридската архиепископија во канонското единство во православниот свет, но затоа не запираат реакциите во медиумите во Бугарија и Србија, дека БПЦ и СПЦ, соседните цркви на Македонската православна црква, им пречи признавањето на Охридската архиепископија. Во недостиг на официјален став од Бугарската православна црква, бугарските аналитичари порачуваат дека не смее да биде призната Охридската архиепископија како македонска, бидејќи за нив Бугарската православна црква е наследничка на Охридската архиепископија и е веќе сместена во црковниот устав. Исти тонови доаѓаат и од српските познавачи на црковното прашање, со како што ја нарекуваат неканонската одлука на Цариградската патријаршија, не само што се прејудицирало решение на прашањето за македонскиот раскол, туку Цариград со ова сакал целосно да ја деградира силата на евентуалниот томос кој Српската православна црква би го дала на православните македонци. Rekao bih da je ovo što je Carigradska patrijaršija učinila tobože velikodušno prema Skoplju, u stvari to su samo danajski darovi. Nema ništa od toga. I ovdje se radi o stvaranju blefa da Carigradski patrijarh, odnosno Carigradska patrijaršija, oni u stvari imaju neku ključnu ulogu u rešavanju ovog pitanja, a oni nemaju niti je mogu imati zato što to izlazi izvan okvira kanona. Уште поважно во целата ситуација е каков став ќе заземе Македонската православна црква во преговорите кои се очекуваат со Српската црква. Диалогот започна далеко од очите на јавноста, а со оглед на тоа дека ништо не се открива, најверојатно зад затворени врати ќе продолжи. Српската православна црква на 15 мај ќе одржи собор во Сремски Карловци, каде најверојатно на маса ќе се најде и прашањето за независноста на Македонската црква.